Употребата на пластични кеси во Македонија е на високо ниво, па така тие представуваат втор најзастапен отпад во животната средина после отпушоците од цигари. Во нашата земја се употребуваат околу половина милијарда пластични кеси годишно. Таквиот отпад тешко се управува, најчесто завршува насекаде околу нас. Штетните состојки од пластичните кеси трајно ги уништуваат природните ресурси и остануваат во храната која ја јадеме, водата и воздухот. Секој граѓанин може да тргне од сопствените навики. Речи си секогаш кога ќе купите нешто во продавница, ќе добиете најлонска кеса. По навика не размислувате за тоа какви штети со тоа се прават. За штетите од употребата на најлонските кеси сведочат многу научни трудови. Тие јасно кажуваат дека ова е сериозен проблем за животната средина. Според Слагена Стаменкова од Сдруженијето Екозвон, забраната треба да биде целокупна, затоа што за производство се потребни 5 секунди, за користење 5 минути, а за нивно разградување од 500 до 1000 години. Таа за прва Скопска изјави дека во наредниот период Сдруженијето планира да спроведува едукативни настани во училиштата и градинките за штетното влијание на пластиката врз животната средина. Кај нас од 1. јануари 2009 година постои забрана за пластични кеси кои што се даваат во продавниците, но под 5 килограми. Сите што се над 5 килограми може да се употребат, но треба да се плати за нив и тоа сигурно секојдневно сме го виделе. Ако сакаме, не прашуваат да купиме кесичка, кошта толку и толку. Иако сметам дека забраната треба да биде целокупна, затоа што кога се произведува една пластика, потребно е 5 секунди. За користење 5 минути, а се разлага 500 до 1000 години. А можеме насекаде околу нас да забележиме колку пластика имаме и колку свеста на населението, иако знаеме некогаш дека е штетна, сепак треба тоа да се потенцира со различни известувања, со различни трибини, можеби конференции, разговори и така натаму, вакви емисии кои што вие ги организирате. Сепак кога неколку пати, 10 пати например ќе слушнете, еднаш ќе запомните тоа. Светската потрошувачка на најлонски кеси годишно достигнува меѓу 500 милиони и милијарда парчиња. Меѓу земјите во кои е забрането нивното производство се Кина, Јужна Африка, Тајван, Бангладеш, Бутан, Израел и Руанда. Македонија беше меѓу првите земји во Европа која ги забрани најлонските кеси за употреба во трговијата. Најлонските кеси кои се даваат во продавниците, а кои порано и во Македонија беа бесплатни, се најголемиот загадувач на животната средина. Иако во Македонија беше донесена наредба од 1. јануари 2009 година за забрана на употреба на кеси, изработени од најлонски маси во продавници, деловни простории и пазари, каде што се врши трговија на мало, многу ретко се почитува. Забраната се однесува само на најлонските кеси со капацитет помал од 5 килограми. Оние поголемите може да се употребуваат, а купувачите да ги плаќаат. Поголемите маркети воведоа биоразградливи кеси кои дел од маркетите не ги наплатуваат, а во дел се продаваат по 2 денара. Додека пак во помалите продавници се уште се користат пластичните кеси и тоа се наплатуваат по денар или 2. Најлонските кеси, како и пластиката, се разградуваат полека и се распаѓаат на микроскопски отровни супстанции кои се нарекуваат полимери, а кои ги загадуваат почвата и водата и преку нив влегуваат во процесите на производство на храна. Рециклирањето на најлонските кеси е премногу скапо, со што штетите од нивното користење постојано се зголемуваат. Денес, како никој да не се сеќава на наредбата, најлонските кеси се наше секојдневие, но штетното влијание од нив не треба да го заборавиме и секој поединец треба да се запраша пред да фрли пластична кеса во природата.